Рацете на мајката се направени од нежност, а децата спијат цврсто во нив, вели Виктор Иго. Нашата денешна хероина е мајката Оливера Савеска, мајка на Марија Савеска. Марија е девојче што живее со церебрална парализа. Ке се сетите на неа. Таа е пепелашка од првата инклузивна представа на Балканот. Марија сме ја гледале и на многу други јавни настапи. Таа е позната за јавноста. Но како изгледа животот на незината мајка? Со што се соочила Оливера од моментот на дознавање на состојбата на незината ќерка, моментот на растење на незината ќерка и инклузијата во општеството? Тука се да ни ја раскажат нивната приказна. Добре дојдовте во Мамавизија. Во денешната Мамавизија нагости имаме една борбена, храбра мајка, посебна мајка. Исто така имаме една упорна, многу храбра, уникатна ќерка. Марија Савеска ја познавате. Таа е веќе и јавна личност. Но не ја познавате многу незината мајка Оливера Савеска. Можеби сте ја виделе затоа што е секогаш во незината придружба на сите јавни настани, но не ја знаете нивната приказна. Тие никогаш не раскажале детално за нивната инспиративна, на некој начин и тешка животна борба. Задоволство ми е што ќе им посакам добре дојде во Мамавизија на прекрасните Оливера и Марија. Добре дојдовте. Добре, најдовме, ви благодариме за поканата. Ви благодарам ја за поканата, ви честитам за овој проект и ви посакувам долга и успешна работа. Ви благодарам, многу благодарам што ете се охрабривте да раскажеме како изгледа животот на Марија и на Оливера, како изгледа животот на семејството Савески. Ајде, Оливера, ќе започнеме со вас како мајка хероина. Кога дознавте дека сте бремена во Марија, колку години имавте, како изгледаше таа вест за вас како мајка? Како идна мајка? Така. Марија беше планирано бебе. Јас имав 31 година. Дознав на многу чуден начин. Значи, и се разболев од гнојна ангина и тоа беше многу јаква гнојна ангина и завршив на инфективна болница, ама бидејќи беше планирана, прво отидовме да провериме дали сум трудна. Тогаш немаше 3D ехо како сега, 2001 година беа реткост и во приватна ординација на 3D ехо да се види подобро. Не ја видоа, јас си 3 недели во болница, ми даваа лекови, нели? Ама на пред испуштање докторката што ме следеше неколку пати ми рече по излегување ќе одиш на гинеколог, по излегување на гинеколог. Ја тоа го сватив како онака препорака за понатака, лекови веќе ги пиеш и ќе одиш на гинеколог. И кога и си закажав на вистина следната недела на гинеколог, рутинска контрола, и гинекологот ми кажа дека сум трудна. Едни измешани чувства, еден хаос у глава, затоа што бев у болница, пиев лекови, нели, иако се очекувано. И му кажав на докторот и тој рече да не брзаме, лековите што сум ги пиела дел се даваат и на трутници, а едни од лековите беа спорни, меѓутоа ми кажа кога и како можат да направат проблем, ама сега во овој период не се проблем. И така одлучивме тој да ме следи и да го слушам јас него и да видиме како ќе напредува бременоста. И ја споделувате радосната вест со сопругот, Да, и тој збунет, нели, затоа што неочекувано се исплашен заради лековиве, ама се согласи да продолжиме и да видиме, да го слушаме докторот и да видиме како ќе оди. Докторот исто беше ангажиран, редовни контроли, ме испрати там тогаш кога требаше на ГАК. На ГАК едно непријатно искуство имам од сам почеток. Значи од првиот скрининг кога требаше да го направам, кај немаше тогаш мој термин, одите и чекате додека сите врски не поминат на сестрите што се вработени тamo и на докторите.
И кога конечно влегов за скрининг, уште незавршена, доаѓа сестра од некаде со незина позната и незината позната малте не ја легна врз мене за побрзо да заврши работа. Да. После тоа непријатно искуство со амиоцентеза, бидејќи имав таа се прави на 35 години, тогаш се правеше, сега не знам какво е правилото, ама ја заради нели целата ситуација докторот предложи да направиме исто како криминалец да сум отишла да ја оплячкам државата за еден тест, затоа што бил многу скап, ама за среќа тогаш веќе систина функционираше во Олимпико, трговскиот беше тогаш уште старата. Се плативме, го направивме, се беше во ред и од тогаш веќе тргна позитивно и напред убавата приказна. Да, убавата приказна тргнува. Каква бременост имавте? Дали имавте лесна бременост? Може да се пресетите на тие денови пред 23 години? Навечер имав некои мачнини, нели на почеток, навечер слабо повраќање, ама мачнини, да. И тоа помина и после тоа бев стварно еден убав период, лесно. Лошо беше што беше зима, имаше снег, магли. Па повеќе седев дома сама, сите на работа, ама исполнував нешто со читање, нешто по дома, среќа тогаш живеевме во куќата наша, во населба Ченто и по голема површина, па имав што да чепкам нешто, ама сама бев. Побаво ќе беше да имав некој така за или да беше топол период па да излегував. Затоа што во зима, вие сте всушност бремени во зима, зимски период. Да, во зима и бремена, и се уредна бремена, редовни контроли и на 5 март имаше представа, отидов на представа, си се вратив дома се во ред и веќе на 6 март не ми беше добро. Не предпоставував што е, ама гледав дека не е добро, гледав дека бебево постојано многу што мрда активно, наеднаш се смири, сама нешто го чешкав да го размрдам, да се размрда. Викам, добро, може спие, дека и мене нешто не ми беше добро тој ден. Се јавив кај матичниот, бидејќи тој ми повторуваше, ако 12 часа не мрда, веднаш доаѓаш, ако 12 часа не мрда, и веќе помина време, му се јавив и тој пак, ако 12 часа не мрда, тогаш ќе дојдеш. И помина, едва и дочекав да поминат тие 12 часа, затоа што веќе чувствував дека нешто не е добро, да. Отидов, ама тој ја размрда исто и таа со рачето мрдна, вика не спие, денеска е уморно, си отидов дома и во 11:30 почна болки некој. Не ми беше јасно што е, ама веднаш после првите болки почнав пижами спремам, се мач ми вика кај се спремаш, сопругот, викам, во болница ќе ме задржат сигурно. И после вторите болки се истуширав и излетавме од дома. Дали беше месец март, месецот кога требаше да се породите? Не, во мај. Мај требаше да се породам, 2 месеца порано е родена, во 31 недела. Се роди и кога отидов на клиника, таму една чудна атмосфера, се празно, луѓето ги немаше. Многу ми беше необично зашто толку празна клиниката. После открив дека смената што била вечерта, ноќта, дежурна, си имале некоја прослава и дека сите биле собрани на вечера, па додека дочекав да ме прегледаат и сама слушнав докторка, така че таа на бокс мора да се породи, многу отворена. И тоа се случува околу 8 март. Прославата била тој повод? Да, ноќта меѓу 6 и 7 беше ме задржаа и ми рекоа дека мора да ме породат. Да, прославата тогаш беше, вечерата беше тогаш, поводот беше и 8 март и роден ден на некој скопски кафанџија, чија што жена била породена претходната година. Значи една година славеа од раѓањето на детето на кафанџијата и тој донел да ги почасти. Значи не мрдаше ништо на клиника, се вечераше, кога се качив нели кај салите, докторот со црвени очи, стегнати раце, веќе истегнат на столица, малте не уште да заспие. Сестрите испозаспани, така некоја тивка атмосфера беше и ми беше чудно зашто веднаш ме легна. Една од сестрите што беше дежурна исто дојде до мене и рече, јас не сум сестра од оваа смена, туку сум на замена и ти треба да шеташ, да те пуштат. Па реков, зашто тогаш ме легна? Па за да издржиш до сабајле. Тоа беше одговорот. И да не го раскажувам, многу нехуман однос
од вработените и така едно непријатно искуство. Во телефонскиот разговор кој се слушнавме, ми споменавте дека постоело и грешка во документот, во заведувањето. Така, сестрата што требаше да зема анамнеза, нели, податоците, ја стана од спиење. Дојде до мене и легна на рака, сонлива и запишуваш. И таа наместо 31 недела, таа единицата е развлекла и личела на седмица. И утрото кога и прва смена кога дојде, јас постојано им викав, бебето е мало. Значи, бебето можеби е подобро да ме однесете на царски, бебето горе го чувствувам. Да. Ама, сите ми вика, ако полесно ќе се породиш, ако, и кога од оделението кај што беа инкубаторите, значи таму веднаш се јавија да спремат ноќ инкубатор, од таму се јави и рекоа што се случува со бебето, цела ноќ го чекаме, инкубаторов спремен, ви го нема бебето. Немаме ние бебе за инкубатор и тогаш јас јавив, па цела ноќ ви викам дека бебево е мало, значи 31 недела и тие ми признаа дека тоа они го толкуваат како 37 недела и дека ме третираат како 37 недела, а не како 31 и почна спонтано породување. И така. Породувањето беше лесно, како што Не, тешко породување, таа беше многу високо, не можеше да се одлепи. Тежок пороѓај и многу крв изгубив. Марија, колку да те вклучиме и тебе во дискусијата, колку ја знаеш ти оваа приказна? Дали мама никогаш ти ја раскажала? Па ми ја раскажала, ама не до толку. И не знам, знам дека било тешко, дека поминала низ многу тешки работи. Ама не до толку и не знам целата слика всушност. Да, сега ќе ја слушнеме целата слика и ние сме среќни што те имаме тебе овде. Има и тешки моменти од овој разговор. Факт е и за гледачите дека ова ќе биде тешко, да имаме и убава приказна. Марија е многу инспиративна личност, посебно за лицата кои што се со попреченост и верувам дека и ова приказна која што ќе ја раскажем овде ќе биде така. Што се случува потоа? Си заминувате дома со малото бебче? Не. Не? Малото бебче останува веднаш е префрлено на детска клиника на интензивна нега и таму останува 2 недели, 2,5 недели, таму ни кажа дека веќе државата нема пари за незе, ги потрошиле парите предвидени за третман и нега незина и дека мора да ја префрлат на неонатологија. Пред да ја префрлат, имаше дежурен доктор кој беше дојден од друг оддел и тој ми рече не брзај мајка да се префрли детето, нека поседе на интензивна, мислам дека треба тука да остане. Реков, не е до мене, туку одговорот е дека нема пари веќе болницата за нејзе, дека не можат да ја држат тука и дека мора да се префрли на неонатологија. Ја префрлија на неонатологија, таму исто лоша приказна, вистина лоша приказна. И останавме 40 дена. Таа остана, да. 37 беше во инкубатор, тука некаде 37-8, како 40 дена важно. Значи првите 40 дена? Да, ја помина таа на детска клиника. Во двата оддела, на интензивна и на неонатологија. Како се чувствувавте вие тогаш како мајка? Вашето дете е во болница. Какви беа вашите чувства тогаш? Јас бев мирна додека беше таа сама во болница, јас се дојдов дома, затоа што беше на интензивна и таму знаев дека добро ја чуваат. Немав грижи, на вистина, единствена грижа ми беше како да го одржам лекото. За кога ќе се вратам да може да цица, затоа што тоа е многу важно поготово за пред време родено дете. Грижите почнаа кога ме викнаа на неонатологија. Таму веќе, иако си во болница, значи на 3 сати хранењето на моја одговорност беше, па таа имаше сонда, се хранеше преку сонда, па сестрите дојдаа да и го исклучат кислородот, затоа што иако нема проверено ни крв, ни согласно со доктор, во го исклучија, па таа тешко се хранеше, па го најдов докторот, го ископав од некаде и таму и тука почнува сакате неќете борбеноста. Значи, доаѓа сестра без ништо, без одобрение на доктор, прави што сака, доаѓа друга сестра што сака.
Исто со 2 дена бев гладна на детска клиника затоа што мајките појадуваа руча вечера во просторијата што беше амбуланта. И сега наутро доаѓаат деца на прегледи, тука се докторите и тука сме ние од нога јадеме. Не се сеќавам ни лепчето дали беше во чинија, знам зденките истурени на масата, тука се потпишуваат документи. Што се случи еден ден, останал инкубаторот без вода, ја викнав сестрата да го наполни инкубаторот со вода, таа при вадење и ставање на канистерот го изместила копчето за кислород, за влажност всушност и почна влажноста да се зголемува. Јас ги отварав прозорчињето од инкубаторот, видов дека нешто не е добро, недела беше. И така и ноќта, затоа што можев да ја вадам, да ја поддржам, да ја вратам. И по долг период ја држев надвор затоа што инкубаторот се замаглува. Утрото и ноќта после хранењето, после млекото веќе не можев да издржам, заспав. Кога станав за бајлето, не се гледа бебето, сварено внатре, инкубаторот целиот влажен. И побарав помош, доаѓа специјализанти, викав еден по еден и сите ми рекоа, сестрите тоа знаат, сестрите растрчани пред визита, не можев да ги фатам и на визита кога дојдоа сите реков нешто е со инкубаторот видете. Па тоа сестрите знаат и излегоа. И среќа една совесна сестра се врати назад и го прегледа инкубаторот и рече влажноста, ја намести, после веќе се беше добро. Ама ноќта таа беше сварена. Да. Дали ова е моментот кога дознавате за состојбата на Марија? Уште од рана возраст, дали тогаш дознавате дека се случува некаков проблем и дека ќе има тоа последици врз нејзиното здравје? Не, да, додека бевме на детска клиника, само нас не ни рекоа дека ќе има последици, дека таа има некој проблем, иако ехо се правеше на мозочето. Ама на сите други деца им кажаа дека ќе бидат со попреченост и дека како да ги чуваат. Јас се што им зборуваа нив, ја впивав. Ама срекна бев дека таа нема проблем. Ја следа, добро одеше се и после кога излеговме, ехата беа добри, добро напредуваше мозочето. Не знаевме дека, никој не ни спомна дека ќе има некој проблем, најверојатно заради тоа што добро одеше развојот. И сами откривме. Сами откривме некако во развојното советувалиште почнавме да одиме, таму да ја носиме. И некако од прашањата нивни не ми кажуваа ни добро ни лошо, туку колку месеци има, ова прави и си реков, па сигурно што ме прашуваат дали тоа го прави, треба да го прави. Да. Затоа што таму одамна закажано, јас и тие по возраста, по шема некоја, да ме прашуваат и така заклучивме сами. На кој период е тоа? 5-6 месеци. На 5-6 месеци. Отидовме затоа што беше слабокрвна, ни препорача во Охрид, 3 недели седевме во Охрид, ама никој не спомна таму дека има болници, дека може да вежба. Да. Септември месец кога се вративме од одмор и тогаш дури ни кажа дека детето треба да оди на рехабилитација. Почнавме веднаш од 1 октомври, закажавме термини, од 6 месеци таа почна со рехабилитација и не сме застанати. Да, во овој дел повеќе зборуваме со мама Марија, ќе зборуваме подоцна за тебе, бидејќи не се сеќаваш ти на овој период и не можам да те прашам ништо, а всушност сакам хронолошки да одиме со приказната за да ја доближиме до нашите гледачи. Каде се одвива процесот на рехабилитација на Марија? Во Заводот за физикална рехабилитација во Скопје, тука почнавме. Вежбавме, зимниот период вежбавме, а потоа летото одлучивме да одиме во Игало, во Црна Гора, за центарот. Знаев, како дете случајно, татко ми таму работеше, па не однесе на одмор и така знаев дека постои таму таков центар. Потоа се распрашав и низ заводот, дали има некој родител што оди, некој искуство. Ама не добив многу информации. Што, како и отидовме ние еден месец да видиме како е ние, затоа што секој случај е индивидуално различен од другиот и многу не може човек да се ослони на туѓо искуство. Отидовме еден месец, вежбаше, сеќе уште не беше многу возрастна за некои методи што ги вежбаат, што даваат добри резултати, па фативме од тие методи и видовме дека таму рехабилитацијата е поразлична од скопската и дека многу ја одговара.
Забележувавте некакви подобрувања? Да, во функциите, во движењата, во седењето, во се подобрување. Во тој период таа можеше да стои на нозе и со држење да оди. Да, како мало дете, нели, кога се придржува, колената и беа добри, нозе. Тоа е која возраст веќе? Веќе година и пол, веќе одиме нека година и пол. Кога на кај втората година кога почнавме, слушнавме и за Крапински топлици, тоа е во Хрватска центар, па и таму немаше интернет, мораше телефонски да најдеме луѓе во Хрватска да се распрашаме и таму рековме ќе одиме и таму исто па друга метода се работеше. Ова исто многу добро ја поднесе Марија, убаво напредуваше. Немавме финансиска можност наеднаш на двете места да одиме и мораше да одбереме едно. Хрватска беше одлично место, одлично напредуваше. Игало исто. Се одлучивме за игало затоа што не поблиску, уствари дури може и до Крапински топлици беше подобар патот. Него летно време се случуваше, па користевме море и пливање. И во Хрватска некако поладен беше односот. Некако немаше потреба така да гледаат на нас ако сме отишле таму дека имаме пари. Ние знаеме како сме дошле до тие пари, за да го однесеш детето и немаше потреба така да не третираат странци. И затоа односот на луѓето во Црна Гора ни беше попријатен. И плюс ова морето и имавме можност и приватно, мада и во Крапински топлици имаше можност и приватно да се сместиш, ама затоа што сама некој олеснување беше во институтот и продолживме во... И тоа се случува колку време? Колку често и редовно одите до игало? Така, одевме летниот период, некаде од мај, обично мај, дали почеток или крај, ретко јуни не фаќаше, па седевме до крај на, знаевме, октомври, септември, сигурно бевме таму, цел еден период, цел топол период. Бевме таму, затоа што пак во зима затворени се бањи, они бањи ги викаат институтите, затворени се и од терапеутите многу се на страна во другите градови отидени по здруженијата да ги вежбаат децата. Така. И сега може да се најде некој терапевт, да се договорите, но летниот период пак сите се тука. И затоа одлучивме така, зимниот период доаѓавме тука, вежбавме тука, таа беше мала, јас можев да ја совладам да извежбам, јас доста вежбав, ја носев, веќе се отвори дневниот центар тука во Скопје, одеше таму, имаше терапевт, таму вежбаше и во мајчин дом. Веќе во Заводот за рехабилитација престанавме да одиме некаде после 2-2,5 години. Ова претпоставувам дека силно влијаело и врз вашиот семеен буџет, затоа што тоа е навистина голем трошок и колку што можев да заклучам, поради целата ситуација, вие не работите. Да. Така? Вие сте невработена. Да. Се уште сте невработена? Не, сега сум на скратено работно време. Од кога се запише Марија во средно училиште, имав можност во близина на училиштето, приватна фирма, така им требаше човек што ќе околу книгите, значи не сметководство, туку да се среди се, да се подготви документацијата до сметководство. Се најдовме флексибилно работно време, не бе врзана од до, ама додека беше таа во училиште, додека ја чекав, бев таму и тоа продолжи. Сега доаѓаме токму до тој момент. Марија расте, доаѓа моментот да оди во градинка, забавиште, училиште. Марија, тука претпоставувам дека почнуваш веќе да се сеќаваш на односот, на реакциите, како реагира луѓето на тебе. Може ли да се присетиш кога беше детенце, какви реакции, какви погледи добиваше од луѓето? Како се чувствуваше како дете? Па иако како мала, јас од секогаш сум била комуникативна и иако сум била со состојба и во количка, од секогаш сум сакала да се запознавам со луѓе, да им кажам здраво, како сте онак. А тие на почеток ме гледале чудно и кога ќе сум им одговорила, ми враќале позитивно како здраво, како сум. И така што иако чудно ме гледале на почеток, ме прифаќале и едноставно сватиле дека можам да, нели, со оглед на мојата возраст, зависно од возраста, нели, да им направам разговор соодветен
Така. со нив. Одењето во градинка или во забавиште беше првата социјализација твоја? Паметиш, одеше во градинка или во забавиште директно? Како? Јас одев и во градинка, да. И убав бил тој период. Иако сум била многу мала и мислам сум била во група, сум се дружела со врсници и сме имале доста активности, но и во исто време и сум работела на рехабилитација, но сепак сум стигнувале моите и да ме носат на градинка како што треба, како сите деца, и да посветат внимание на вежбањето. Да, кај тебе е многу важно. Многу е важно тоа вежбање. Токму тоа и сакав да го споменам во секојдневието. Колку често се случуваат тие вежби? Како изгледаат тие вежби, Марија? Па тие вежби се вообичаено на земја, каде што мајка ми на пример мора да ме растегне, да ме опушти телото, затоа што моите спазми од мојата состојба се многу силни и за тие спазми треба доволно сила за да може да се опушти моето тело и за да можам понатаму да функционирам не само во текот на денот, него во самата вежба да можам да ја направам точно вежбата и за да има некаков ефект. Сега тоа треба соработка и од страна на детето и од страна на мајката, односно мајката да ва потти како што мене мајка ми има давано и да работи, а детето да соработува, односно јас како дете и како пациент да соработувам за да имам поголем ефект. Што поголем ефект, тоа подобро. Ние сите кои што ја следиме твојата животна приказна можеме да заклучиме дека не да соработуваш, што ти си една вистинска инспирација. Не случајно го кажувам тоа. Навистина многу луѓе мислам дека треба да се огледаат на твојата храброст, на твојата упорност, пожртвуваност и затоа си до таму стигната до каде што си. Како беше одењето на училиште? Се запишуваш во прво одделение. Го памтиш ли твојот прв училишен ден? Па не го памтам тој ден баш. Знам дека како и сите деца сум била возбудена, сме отишле до школа, една училница каде што има еден куп деца и наставничката се представува кој е и ги дава беџовите каде што ги пишува имињата, ги вика со име и презиме, им дава крем бананчиња. Така. Така се пречекува со крем бананчиња. Да, и толку другото не се сеќавам, мислам, имаше имав среќа што се погоди во одличен клас каде што бев прифатена од прво па до 9-то одделение. Така што ја памтиш и тортата сигурно. И првата торта за моето прво одделение, мислам за почнување на училиште беше отворена книга како знак дека треба многу да се учи и дека го сакам учењето. И навистина го сакам учењето и имав среќа што се погоди во клас каде што бев и прифатена и едноставно заедно растевме и јас со нив и они со мене. Јас учев не само да комуницирам, него едноставно дружбата, социјализацијата, со некој од нив и до денес се дружиме, што се вели, а инаку да беше една навистина убав период, затоа што дете сме и сите заедно растевме и се дружевме и тоа е тоа. Покрај тоа што си уникатна и многу креативна личност, имаш изгледа и моги да читаш мисли, ми прочита неколку прашања во главата кои што сакам да ти ги поставам. Веќе ми одговори како си се чувствувала во основното образование, дека си била прифатена пред 23 години, значи поинаку беа нештата, но со текот на времето таа инклузивност се потопла и потопла станува, така Марија? Да, па станува со текот на времето, станува затоа што знаете како, ако не ве видат, јас тоа велам на било кој, ако не ве видат нема ни да ве знаат, така што мора да ве видат за да ви ја знаат приказната од прилика за да запознаат било кој, не мора да сум јас во прашање. Мора да е некој друг, нека е без разлика, значи мора да се знае за да знаат како да пристапат кон тој некој без разлика и потоа да го прифатат
ама прво да се слушне кои се што се тие лица. Како мене, например, за да може да ги прифатат и потоа од мала возраст, например, да едноставно да расте со своите врсници и да се развива како што треба, нели, физички, ментално и да има едни убави спомени кои што ќе ги памти, а ако не ги памти, има и доволно слики. Така и ќе ги раскажувате една прилика, така се потсетиме со тие слики, убаво спомена. Дали имаше трема, страф во тие први училишни мигови кога требаше да се појавиш, да бидеш, дали имаше страф од тоа како ќе бидеш прифатена? Дали ти минуваа такви мисли во главата или ја имаше таа само доверба во себе? Па не се сеќавам баш, но предпоставувам од мојата природа најверојатно не, иако тоа повеќе мајка ми би можела да го одговори. Ама како и секое дете на почеток предпоставувам можеби малку, што е нормално, нели, за дете од тие години и од таа возраст. Ама потоа кога веќе, како што реков, растеш и ги запознаваш и децата кои се и тие те запознаваат, така што поинаку е, бидејќи кога си мала, едноставно на почеток се е ново и ново е буквално и околина и деца и се, но потоа веќе се навикнува понатаму. Дали сум имала трема или не, јас предпоставувам не, но тоа подобро ќе го каже мајка. Да, Оливира, вие дали имавте трема? Дали имавте страф како ќе биде вашата ќерка прифатена во училиштето? И што мислевте, дали сега таа делува многу самоуверено, дали од тогаш беше таква? Па да, беше. Она ги сакаше децата и едноставно одеше меѓу нив. Сака да се дружи, да се дружи, да. Секогаш. Така ми ли мајка. И тоа и беше целта, и беше таа да биде со децата, меѓу децата. И друго, малку кога подрасна второ, трето одделение, тогаш почнаа да ја сметаат случајни минувачи кои ќе ја загледаат, зошто ме гледа, сега зошто се звери у мене. Затоа што си убава, а друго дете поубаво, тебе нема тука, у близина, и затоа те гледа и така. Такви одговори добиваше. Ние живеевме, спомнав предходно во приградска населба и каде што соседите кој од кај стигнал дошол, и таков беше менталитетот и се случуваше она кој ќе сакаше меѓу деца на улица, јас да ја однесам и затоа што одеше со држење, а голема, и се случуваше да и се смеат децата. И потоа кој ќе почнеа да викаат не знае, оди не знае, мајките да дотрчаат и се ирџи околу нас. И нит јас се чувствував пријатно, нит другиве деца што слушаа галама од страна збунети беа. И ќе ја кренев во раце, ќе однесев дома или ќе однесев да ја прошетам на друго место, во кола и на друго место. И тоа беше една од причините зашто го сменивме местото на живење и дојдовме во аеродром и за секоја пофалба ми се комшиите. Иако и тие на почеток не знаеа зошто има знак и зошто е обележано местото и ми паркираа на обележаното место, многу брзо сватија и после тоа се расправаа со други кои ни паркираа. Да. Тие ни го бранеа местото, тие ни помагаа. И така да во зградата прифатена беше со децата исто. Така да немав проблем со луѓето. Можеби и затоа што пред да тргне на училиште, јас многу слушав стручни лица и многу се советував. Бабини деветини не, бајачки не. И отидов на проценка пред да тргне во училиште и прашав кај да ја запишам, затоа што ние во средина меѓу три училишта живеевме. Имавте избор, што е добро. Подеднакво далеко. И мене ми го посочија точно тоа училиште заради психологот Билјана Николовска со име и со презиме, која на вистина извонреден човек беше и таа беше борец. Зборуваме за основно. Основно, да. И психологот ми го посочија и јас во прво на вистина имав борба во себе. Знаеше некој да пререче што не си го запишеш во златен сремец или нема да постигне, ама тоа од бабите обично беше или случајни минувачи и една мајка која веќе го поминала исто во училиште Георгија Апелевски во аеродром
ми рече, па сега дали ќе можеш да ја запишеш ти таму, не знам дали ќе те пушти Билјана. И Билјана толку беше заштитнички кон неже, ја направи атмосфера. Всушност не направи, таа направила, па не дојдовме таму во готова инклузивна атмосфера. Веќе имаше дечиња со така, имаше и други дечиња? Да. Едно? Едно, да. Атмосфера имаше, немаше пристап. За архитектонската бариера падна теретот на мене, се изборив, ама барем не се борев со луѓето. Имавме одлична средина, човечност. Брзо го средија тој архитектонски момент за пристапност или требаше? Година и пол се менуваа градоначалници. Стариот градоначалник имаше и некој проблем со стариот, тоа беше причина, застана финанси, застана се. И некои други остварување на други законски права, што ги имаше поврзани со образование, не можевме да ги оствариме година и пол, заради тоа што имаше таков проблем во општината. И што правевте? Како се снаоѓавте во тој период? Па ја кревав. Мислам, 2 скали беа, ама 2 скали кога во текот на денот 2-3 пати ќе ги качите и симнете, се чувствува. И секој ден тоа кога го правите, се чувствува. Така, ја кревав. Не беше страшно. Тоалетот беше малку пострашен, ама и тоа го решававме. Се сменија ли нештата од тогаш? Да. Така? Променети се многу? Многу, да, многу. Можете да кажете пофалба за тоа дека општеството оди напред во тој поглед? Многу бавно оди напред. Само од пофалба. Бавно оди. А таму кај што делувате, ако сте упорни, ќе направите промена. Георгија Апулевски во Аеродром е првото инклузивно училиште од старо училиште преработено. Тоалет реновиран, направен, широк како што треба. Рампата кога ја ставија во сите училишта ги ставија рампите, исто во градинка кога почнав имаше до ние стрмни рампи како за точак, како за велосипед. Директорката за нејзе направи убава рампа. Значи, ама таму бев, делував. Во училиште во општинава рампите ги направија во исто време во сите училишта, затоа што делував. Законските права за основно делував, ги остваривме. Така. Спуштањето на тротоарите во местото околу каде што живееме, околу нас, ги спуштија, ама одев по луѓето што работеа. Тие си оставиле запче од 2-3 сантима и тие нас не убедуваат дека така треба. Ама дека не сметало. 2-3 сантима и 10 сантима не е голема разлика, значи мора да биде рамно. За тоа да го добиеме ние на улица со сопругот, се убедувавме шефот за рака, дојди да видиш, го носевме да види. Во училиште кога се правеше тоалетот, инженерите стојат наспроти мене и ми раскажуваат теорија, јас нив пракса. Со Марија со количката велам, сега јас тука треба количката, треба да ја кренам, да ја свртам, да ја спуштам. Каде? Ако по вашата теорија. И после од помладите признаваа, ќе ми се јаве, ќе речеа фала мајка, ова е школа за нас. По старите, на следното училиште, следната адаптација сигурно по нивно е направиле. Ама таму каде што делувате, во средно училиште исто. Таму бев, делував, се направија промените. И така одат, ама не оди системски сега да речеме ние можеме и да смениме се, да не се зборува постојано пристапност. Да, значи очигледно е дека луѓето, тие вистинските луѓе кои што треба да ги направат промените, не се ставаат во вашите чевли за да разберат како изгледа едно семејство кое што има сериозен проблем, практичен проблем за едно движење. Кога сме кај ова, би сакала да ве прашам и околу превозот. Како се снаоѓате во, еве таа е веќе млада девојка, значи во однос на превозот, приватно се движите или лесно ти е на пример со јавен превоз да отидеш до некаде? Како оди тоа? Па, одиме со кола, приватно, секаде каде што треба. Одиме, постои сервис во ЈСП со комбиња, адаптирани за превоз на лица со телесна повреđеност. Комбињата на број, постојано се фалат дека е голем бројот, меѓутоа, практично во секојдневие ги нема. Или се расипани повеќето, или нема возачи, или се болни, или се на одмор. Не е толку превозот достапен колку што ни е потребен и затоа ви е неопходно сопствен превоз да имате. Се купивме кола, ја порачавме,
купивме рампа, ја увезовме од страна, затоа што за да биде поевтино на пола, 2000 евра една рампа, ова е нова, за да биде поевтино на пола. Се наоѓаш луѓе, купуваш на пазар 3 во странство, да, па се наоѓаш да ти ја донесат, па тука се монтира и така, сето тоа е многу енергија губење. Ама ви треба, ако не беше колата, таа немаше да заврши средно училиште редовно со присуство. Ќе моравме или вонредно, затоа што кога ја запишавме во средно училиште, имаше еден стар шеф за кого одењето во средно училиште не беше секојдневна потреба. Само одењето на лекар беше секојдневна. И со него не можев да се разберам и одговорот, ако побарав некој што може да му нареди, одговорот беше нема да спомнуваме партија, ама дека тој имал грб од партијата. И го чекавме да оди во пензија. Ама и кога отиде во пензија пак не се среди. Значи превозот што го пушта за училиштето, таа учеше во Браќа Миладиновци, во ветеринарното училиште во Драчево, таму имаше гимназиски смер и заврши општествено-хуманистички смер, гимназија. Одеше во 2 смени. Попладне немаше превоз. Попладне тоа беше барака која се загреваше, па знаеа да скратат часови, да намалат часови, значи порано да завршиме и неколку часа. Немате комбе да ве врати. Наутро комбето одеше само во 7, беше во Драчево, часовите почнува 15 до 8. Значи, те носи кога му одговара на превозот и не зима само во 1. Ама таа имаше некогаш денови во 11 кога завршуваше. Требаше да чекаме. Ако не беше колата, значи... Да. Не секој може да си дозволи, можеби, така? Значи, ова е буквално ставано на своја мака. Секој си е препуштан на себе. Марија, како ги памтиш средношколските денови? Зошто се одлучи да се запишеш таму? Па, пред се одлучив таму да се запишам, бидејќи беше пристапно и беше блиску, беше во Драчево и беше блиску до куќата на баба ми, на дедо ми, па да може мајка ми да ме причека додека не ми завршат часовите. Што се однесува до прифаќањето, бевме многу мал клас, но имав среќа да ме прифатат и да се здружам со 2 другарки кои што навистина и тогаш ме прифатија и до ден денес што се вели си комунициравме, исто од професорите имав многу добра клима, односно многу добро ме прифатија, што се однесува до мене, си ги завршував сите школски обврски што треба, учев се на време, се што треба, што се однесува до школски активности и до ученички обврски и одговорности, ги завршував на време, се разбира со помош на мојата мајка, бидејќи мораше да ми помогне околу читањето и совладувањето на тој материјал, бидејќи од мојата здравствена состојба реално не можам сама да го правам тоа, ама затоа пак заедно успевавме тоа да го совладаме и јас да го презентирам како што треба и на крај и јас да имам научен материјал и професорите да се среќни и сето тоа дружење и учење да си биде како што треба, како кај сите средношколци. Значи, очигледно е дека го сакаш учењето, тоа можеме да го заклучиме, таа торта со книга влијаела во прво одделение. И тоа како? И тоа како влијаела, како што можам да забележам, во средношколските денови ги ја покажуваш желбата за танц, дека многу сакаш да танцуваш и си еден двигател во нашето општество како прво лице кој што се појавува во танцово студио, ќе ги поздравиме од Еурека, кои што те прифаќаат и кои што покажуваат дека еве и вака може да функционира. Како беше тоа? Може да ни раскажеш? Па всушност не од средношколските денови, всушност тоа почнува од основно училиште, од 9 одделение, па потоа продолжува во средно и продолжив до ден денес. Инаку Еурека како Еурека ме прифатија одлично и јас сум првото лице што е во инвалидска количка. Инаку таму веќе членувам 7-8 години. После мене исто така се вклучија и други деца исто во колички имаа мотивација од мене. Па потоа се создаде една инклузивна група со која имаме одено на многу
патувања, надпревари, награди. И не само тоа, туку јас исто сама имам и друго инклузивно кое што одеше исто на надпревари, ги добивме заедно со мојата партнерка Ања Јулаковска сите први места. Имам одено на многу надпревари и интернационални и државни. Колку тој танц, колку тоа хоби кое што го живееш, ти помага и те прави посрекна личност? Па помага многу поради тоа што едноставно има ментална снага, односно ми ја гради и мене како карактер и физички и психички пред се, за да бидам среќна, но и да сватам дека всушност без разлика на количката и на тоа што не можам, дека сепак има друг начин да се изразам преку музика. Сега што се однесува до психичкиот момент, тоа всушност ме храбри да продолжам понатаму, да едноставно да им покажам која сум, да можеби да отворам некои нови патишта и хоризонти, но сето тоа е преку танц, преку игра и како што реков и психички се градам како карактер и сето тоа ми помага да знам која сум и тоа е тоа. Да, и многу често те има на сцената, на големата сцена, ти си дел од многу фестивали, се појавуваш од неодамна почна и да пееш преубаво. Ти си навистина голема уметничка душа. Како почна со пеењето? Кога свати дека имаш талент, дарба за пеење? Па тоа си го правев уште од малечка. Моите родители, значи, буквално мајка ми има кажувано дека, значи, првиот такт што го имам слушнато, веднаш реагирам на музика, така што тоа било едноставно можеби во мене. И едноставно кога почнав пеам ја што велам од кога знам за себе си. Значи, сето тоа било добро као на почеток за развивање на, нели, психата, но всушност потоа прераснало во нешто многу повеќе, односно во една голема љубов која што и ден денес ја носам. Инаку јас имам најпрви имав настапи сама преку пењето, односно без никакви часови и слично. Потоа имав часови приватно дома, домашни со еден професор и потоа завршив средно училиште и сега повторно и се вратив на музиката и сега претходно одев кај еден Буцо Чирич, професор, сега конкретно сум кај Андријана Јановска како менторка. Андријана Јановска е твојот ментор и навистина се забележува таа успешност во тоа што го работите заедно со неа. Колку овие посети, ова се редовни часови, претпоставувам дека тоа е твојата активност, одење на танц, тоа е сериозно земање и финансиски дел зборувам за тоа што треба да се оди редовно на часови за да се биде успешен, нели, за секоја една работа. Колку чувствуваш потреба од тоа да можеш сама да ги правиш тие работи? Дали одиш сама? Дали можеш да одиш сама на час на пеење? Па не можам сама, не сум самостојна, но благодарение на целата пожртвуваност на моите стигнувам и на балет и на пеење. Моите ме разнесуваат кога треба и каде треба, во колку време, значи колку часот и да треба, ние сме подготвени. Сето тоа е благодарение на организираноста на мајка ми и на татко ми со сета љубов која што ми ја даваат. Во една прилика споменуваш дека многу сакаш да бидеш дел од тој културен живот, сакаш не само да бидеш дел од сцената, туку нели да ги посетуваш тие настани, да одиш на изложби, да одиш во театар. И во една прилика споменуваш каде што треба да бидеш дел од некоја представа, нема пристапност да се качиш на сцената. Да. Колку често се случува тоа? Па, се случувало искрено, но јас со мојата желба
сум успевала некако да се снајдам, иако понекогаш, ако навистина не можела, за жал, не сум присуствувала, но како и да е, затоа и тогаш го имам кажано тоа, дека е проблем, затоа што навистина е проблем, затоа што јас, например, сакам да гледам некоја представа, а не можам во моментот од причина што нема пристап, а треба да ја има, за да има не само за мене, туку и за останатите лица што се во колички, едноставно сакаат да следат театар или, не знам, балета, не можат од причина што нема такво. Нема пристапност и да. не можете да стигнете до местото. Која беше таа представа каде што не си можела да се качиш на сцената, па сте одиграле на еден специфичен начин? Во Па, не знам, македонска мислам, беше- кинематографија, така се викаше. Да, ама не со се Снежка, сеќавам дали Малиот принц, да, и таа беше долу, другите на сцена, Снежка истраја во тоа, Снежка Русиконевска, Така? во тоа да Марија си беше дел од представата и да си ја одигра, и сега таа долу, другите горе, ама делот си го одигра. Да, ама без Да, разлика бев да. учесник. Таму не ја кревавме, така ја одигравме. А во Струмица... Но тоа е една добра порака што сте одиграле така. Можам да замислам тоа каква порака било пред присутните во публиката. Да. А во Струмица ги кревавме со се колички на сцена, Да, во непријатно Струмица. за нив, за нас, затоа што скалите дрвени, крцкави, нерамни и не знаевме дали ќе ги качиме, дали ќе ги спуштиме децата, сите ги Ние- спуштавме, ги кревавме. Да, тогаш требаше да се игра Пепелашка, првата Да. наша инклузивна представа со Еврека. Иако имаме многу представи, како например Пепелашка, Звонарот, Рефлексија, сеќавања, Пат околу светот за 80 минути, но Пепелашка како прва представа каде што јас ја играм главната улога, едноставно тогаш во Струмица требаше да се качам, па потоа да ја играм улогата, затоа што немаше рампа. И јас на моите другари од Еврека викам: "Леле, ме видоа. Леле, што ќе правиме?" И они ми викаат: "Не се кере, ништо не виделе, само виделе качување, те ќе видат представата." Допрва ќе видат тоа што треба да го видат, така? Да. Ете повторно уште еден доказ дека ми ги читаш мислите. Следното нешто што сакам да кажам е дека јавноста те запозна, мислам дека најповеќе преку улогата на Пепелашка. Првата балканска инклузивна представа направена тука на просториите во Македонија, каде што Пепелашка е токму нашата драга Марија Савеска. Какво беше ова чувство, Марија, да играш главна улога и да правиш повторно едно поместување на општествените норми? Па беше пред се предизвик, затоа што секогаш го велам тоа, затоа што знаејќи ја таа улога на чистење, перење, и сета таа мака, нели, што ја носи самата улога како Пепелашка, плюс тоа кога ќе додадете и плюс количка, тоа е огромен предизвик и на почеток бев леле, како ќе успеам, но имав среќа што едноставно цел тим беше зад мене и не само зад мене, за цела инклузивна група. Тоа е благодарение на Катерина Јолаковска и на Јана Андреевич Лазарова, која што не се откажа од тоа да ми помогне и да најде начин да ја совладам таа улога. Мислам, благодарение на сите, да ја совладам онаа улога која што ми е дадена, иако е тешка, да ја совладам и да ја одиграм на најдобар начин и на најдобар можен начин. И јас се потрудив и успеав и до ден денес ме памтат како Пепелашка, иако имам еден куп улоги. Дефинитивно, ти си Пепелашка и ќе останеш до секогаш таа Пепелашка, вистинската Пепелашка. Оливера, какво беше чувството да седите во публика и да ја гледате оваа Пепелашка како се представува? Јас од публика не ја изгледав Пепелашка, затоа Беше што тоа сцена. таа има многу сцени, менување на положбата, во кревет лежи, па се префрла во количка, па други таму префрлања и позади сцена морав да ја кренам, морав да ја преместам. Помогнете всушност, да биле дел од да помогнете. Така, да. И по крајот секогаш го гледав, така изморена, ама јас сум голем критичар на Марија. И не знам дали сум се израдувала некогаш онака опуштено, секогаш и така ја научив, значи нема аплауз заради количката, туку заради тебе. И таа тоа го прави. И затоа и не надпревариве, дава се од себе. Да. Се од себе и да биде заслужено.
И затоа сме многу горди ние на медалот од Нови Сад, каде што во конкуренција со деца Со без здрави, попреченост. без попреченост. Значи таа навистина се вложува. И така јас гледам дали добро мрдна, дали добро одгува и дали. Дали добро се носи со улогата? Да. Колку, ако веќе сме кај Пепелашка, колку вашето секојдневие е тешко во однос на како изгледа едно ваше секојдневие? Колку Марија ти е потребна помош во облекување, во сите оние секојдневни работи човек што треба да ги прави? Па треба помош, реално треба, затоа што јас, например, кој ќе се разбудам и ќе речам, мамо, ајде, помогни ми, или за облекување, или за било што, значи треба помош постојано, ми треба помош затоа што за жал не сум самостојна и не можам сама, затоа морам да ми помага мајка ми најчесто, тука и татко ми како поддршка, но како и да е, секогаш ми треба помош дополнителна за да биде сето тоа како што треба, а мајка ми е главен помошник во тоа. Да, она од која ќе се разбуди, може да седне од лежечка да седне и толку. Ме вика со количката да ја подигнам, да однесам во тоалет, да истуширам. Може кај други деца не мора да го почнат денот со туширање, тие мораат затоа што цел ден се во оваа пластика и се потат и мора да се истушираат. Како што расте, тоа е се потешко. Туширањето, па префрлањето на количка, па облекувањето. За да отиде до кујна да си земе сама појадок не може, затоа што едната рака е нефункционална, со една рака не може и да држи и да бутка количка и се, затоа и се носи на маса, што и да и треба исто за вода, јас морам да асистирам. Облекувањето како што спомна, со една рака е многу тешко. Кога имаме време, ја оставам да се ги соблече кондурите или чорапите, тоа е цела драма, па ти мене са што ми прави, затоа што навистина е тешко со една рака тоа го прави. Комплицирано е, да. Да извлече врвки, да соблече. Цела процедура. Цела, да. Тешко е навистина, ја оставам да вежба кога може, ама тешко ја оди. Исто транспортот од до. Сега не имаме последниве години голема помош од асистентката од Валентина Булатовиќ. Таа по 4 сати доаѓа секој ден и ќе ја прошета, барем тоа сега е големо растаретување, носи во дневниот центар, ја шета, ако треба нешто да купат за незе, одат заедно. И си прават шеми, не знам, јас многу пати кај завршува. Имаш уште една другарка, така? Да, имам. За среќа имам Вале и многу ми е забавно со нејзе затоа што буквално се забавуваме, значи гледаме филмови, се шегуваме, се шетаме, знаеме да се завршиме некаде на сладолед на пример. Знаеме едноставно да си направиме понекогаш и убави моменти, онака баш возрастни, понекогаш знаеме да си гледаме некој убав филм или понекогаш знаеме и да се слушнеме, онака да едноставно да си играме, например, Не лути се човече, или што знам, да читам некоја книга, или шах, или нешто, било што, или, например, ако треба нешто на брзинка да се среди, а што може да помогне Вале, онма, треба помош, па ако можеш, дојди, и доаѓа, и обичајно кога треба, например, да донесе нешто, ми носи цел легал, па после ми вика, бирај, што треба, бирај, што сакаш. Вале е многу креативна за маскен бали роден ден и така, знае да изненади, знае да ни задзвони на телефони, да рече изнеси ја до врата, таа веќе направила цел аранжман пред врата. Секоја чест. Така, како што спомна за 1 април, цел шифонјер донесе од дома за да се маскира и така. Гледачите не ја гледаат Вале, но Вале е овде, вака ќе ја поздравиме и секоја чест е на наплов за Супер Вале, Супер Вале, да. Херој ќе ја представиме во приказната. Претпоставувам, Марија спомена дека имаш другарки од основно, другарки од средно. Твоето секојдневие, роден ден си ги поминуваш нормално како една млада девојка, така? Си имаш другарки, имаш друштво. Дали си заљубена? Не, се уште не. Не се нашол некој за моето срце вака да го фатам или да ме фати. Јас стално ја закачам, нели кажи ми какви сакаш, плави, црни, за да знам да бирам за тебе. Да помогнеме. Да. И таа стално вика,
него што можам да разговарам. Значи не е најбедно да разговара. Да, Многу може сака да го разговара и нема крај да ја оставиш цел ден да разговара. Да, со било кој. Еве како на пример со вас сега, и на пример ќе се отворам и кој ќе почнам од утро до помај. Така и треба. Така и треба. Убаво е да се разговара. Во една прилика прочитав дека сакаш да бидеш психолог. Не го продолжи образованието, средно заврши, се насочи кон пеењето и така, но дали може и кон рехабилитацијата која што е навистина многу важна, но дали имаш некаква визија, некаква замисла во животот да продолжиш со образование, дали би посакала, што би посакала да работиш? Па јас како и секој млад човек кој ќе заврши средно, му се отворени сите патишта и сега пошто треба јас во исто време треба и да се посветам на рехабилитација и на подобрување на мојата состојба, нели на здравје Боже на преодување, но во исто време треба да се фокусирам и на факултетот. Сега, што се однесува до тоа, бидејќи се фокусирав на одењето и на вежбањето, затоа имам време, имам време баш, но размислував еден куп опции. Значи, размислував македонски, размислував психологија, размислував биологија, размислував еден куп опции и се уште немам одлучено што, но дефинитивно дека сакам да студирам нешто, сакам и дека останува желбата за факултет, останува. Да, и желбата за учење секако ја имаш и си имаш некаква визија во главата, посакувам да се исполни која и да е таа. И на самиот крај ќе ја прашаме и мама, во мама визија, вашата визија за Марија, вашата замисла, вашето посакување за неа. Па јас посакувам да биде среќна. Веќе тоа што моравме го завршивме и сега можеме опуштено да се дозволиме да сакаме. Затоа нека сака и јас ќе бидам ветер во грб. Тоа што визијата моја да ја застанам на носа. Значи ние од таа причина продолжуваме со рехабилитација, пробуваме нови методи и тука не застануваме. Ја гледам застаната на нозе, па макар и со помагало и понатаму да гледам едно среќно дете. Посакувам да се исполнат вашите желби. Оливера, Марија, ми беше задоволство што ве имавме во мама визија. Ви благодарам што си ја отворивте душата, ви благодарам што бевте мои соговорнички, ви посакувам секое добро. Ви благодарим и ние на поканата и се гледаме во следни проекти, дај Боже да трае проектот. Ви благодарам. Јас и ќе додадам на крај, навистина бев изненадена за поканата, затоа што не сме познати личности, популарни, а така го замислував дека ќе бидат само. Да. Марија е популарна. Тука влегува тој дел, но не, ова приказната мама визија раскажува приказни за мајката, така што секоја мајка без разлика дали е позната е добре дојдена да седне овде наспроти мене. Благодарам многу уште еднаш. Почитувани и вам ви благодарам за вниманието што одвоивте време и што погледнавте уште една мама визија.